Благодарам, почитуван председател со комисијата. Значи, на дневен ред на Комисијата за економија е точката Финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги на Република Македонија за 2023 година. Со оглед на тоа што финансирањето на оваа регулаторна комисија доаѓа од буџетот, соодветно на тоа право како ќе ги користат тие финансиски средства, мора да имаат увид и граѓаните. Но многу побитна димензија според мене е и начинот на кој ќе работи таа комисија. Односно, што ќе е крајниот продукт на таа комисија. За жал, оваа комисија и во моментот работи во услови на кризи. Значи, во државата имаме енергетска криза, имаме топлинска криза, имаме и други кризи, меѓутоа ќе се задржам на овие две. И секако дека влијанието на регулаторната комисија и сите тие пари кои ги предвидуваме за работата на истата треба да биде во функција на подобрување на состојбите со енергетскиот систем, со водените услуги и така натаму. За жал, од мој аспект, од аспект на делот критичната јавност во државата, можам да констатирам дека регулаторната комисија не се издигна над политиката. Сепак политиката има клучно влијание во изборот на членовите на регулаторната комисија и на некој начин добивме состав кој многу повеќе одговара на владата, на владачките партии од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ, а многу помалку работата е во насока на интересот на граѓаните. Едно што многу ми пречи во работата на оваа регулаторна комисија во периодот е тоа што на некој начин, иако сме во криза, тоа го овозможува законот за прогласување на кризни, клучните работи некако како да ги донесовме надвор од законите. Со тоа се створи хаос во енергетскиот сектор и крајната цена е поскапа струја, која цена ќе ја платат делумно граѓаните и еден голем процент од таа цена ја исплативме преку, барем до сегашната пракса, преку буџетот на државата, односно со директно вбризгување на пари од државата во енергетскиот сектор. Генерално, енергетиката ни представува рак рана на државата во овој период. Најнапред сакам да расчистам зошто ги кажувам овие тези. Регулаторната комисија не постапи согласно закон. Методологијата за утврдување на цена на електричната енергија е стриктно регулирана со законите во државата. Без разлика дали е криза, без разлика дали имаме рапидно растање на трошоците, таа методологија се знае. Тие што произведуваат струја, ги даваат финансиските извештаи и врз база на тоа регулаторната комисија одредува цена на струјата. Ако тие субјекти кои произведуваат струја прикажат големи трошоци за набавка на струја, за производство на струја, соодветно методологија која е стриктно пропишана согласно закони и правилници, регулаторната комисија мораше да ја утврди таа цена на струјата. Спротивно на тоа, регулаторната комисија утврди нереална цена на струјата, под изговор да не се наштети на крајниот потрошувач. Ако сакавме да го заштитиме крајниот потрошувач, постапката беше многу јасна. Прво мораше да се утврди реалната цена на струјата, а понатаму таа цена да се субвенционира по одредени категории. Потрошувачи,
општини, слободен пазар, тие веќе на друг начин набавуваат струја. Дали ќе интервенирате таму со домашни вишуци и така натаму. Вие тоа не го направивте. Вие дадовте слободно толкување врз база на неекономски параметри, одредена цена, за цената да не скокне повеќе од тие 10% со кои се лиферуваше по медиумите, волку ќе биде, онолку ќе биде поскапувањето. И тука е грешката на регулаторната комисија и сериозниот момент како ние како опозиција, барем јас лично, ве обвинувам дека не постапивте согласно закон. Затоа што ова е овозможи на владата понатаму да креира политики на директно субвенционирање не на струјата, не на топлината, туку на енергетските компании во државна собственост. И тука се створи хаос. Никој не знаеше како одат тие плаќања, по кој основ, по која методологија, отчет за тие пари. За веќе денови да јавно слушаме за многу афери, речиси во сите сегменти на енергетиката. Ги имате за мазутот, ги имате за набавката на електрична енергија, ги имате за продажба на домашна електрична енергија, вишуци, ги имате за гасот, отворени критики од медиумите, од јавноста. Со јагленот се уште не е отворена, таму е драстично поголема и посложена постапката. И тоа е сериозен белег на работата на регулаторната комисија во овој период. Ова ќе мора да се еден ден расчисти. Ке се навратам на извештајот. Генерално, сега го разгледуваме финансискиот план. Вие доставувате финансиски план, ние го разгледуваме, го одобруваме или не го одобруваме, тоа е одлука на парламентот согласно закон. Во овој финансиски план, накратко да брифирам, имаме 40% зголемување на расходите за потрошени материјали. 132% зголемување на расходите за потрошена енергија. 66,5% зголемување на расходите за инвестиционно одржување на средствата. 5,4% зголемување на расходите за превозни транспортни услуги. 23% зголемување на расходите за провизија на платниот промет. 140% зголемување на расходите за премии за осигурување. 5,5% зголемување на расходите за надоместоци на трошоци за работници. 117% зголемување на расходите за членарини. 12% зголемување на расходите за плати. Генерално, сублимирано, вкупно планираните расходи изнесуваат 103 милиони 219 860 денари и се за 12,51 поголеми во однос на 2022 година. Тоа што боди во очи е што дел од овие ставки гледаме надминување и над 100%. Тоа е сериозно зголемување и нормално очекуваме соодветно образложение на истите ставки. Меѓутоа, во образложението од страна на председателот Беслимовски беше образложено само неколку ставки и дадено неколку податоци, што повторно не остави во ситуација да предпоставуваме или да се доведеме во ситуација да толкуваме на свој начин одредени бројки. Генерално, зголемувањето на сумата од трошоци за една година е речиси како за последните 4 години. Ако од 2018 до 2022 година трошоците се зголемени за 10 милиони денари, само за една година, од 2022 до 2023 планирате зголемување за 11 милиони 477 илјади денари, што представува, реков, 12,5% зголемување на сумата трошоци. Значи, тоа што досега сте го
зголемувале како буџет за 4 години, тука негде се поклопува и нашиот мандат, сега за една година планирате исто толково зголемување. Се наоѓаме во криза и боде нели во очи тука и ставката за енергија, иако согласно ЕУ праксата и согласно препораките треба да штедиме нели струја. Барем ние ко собрање се задржуваме до тоа 15% да ги намалиме потрошувачката на енергија, барем тие институции што можеме, за да сепак допринесеме за на некој начин да ја поминеме кризата. Меѓутоа, тоа вие не го планирате. Затоа што за потрошена електрична енергија планирате 185% зголемување на ставката. Неразбирливо. Сепак вие ги следите трендовите. Може би коментар од ваша страна дали се очекува нов бран на поскапување, дали претходната година нереално пресметавте зголемување на трошоци за енергија. Овде ќе беше добродојдено едно објаснување, меѓутоа останавме без конкретни одговори. Одговорот беше ќе се снабдуваме на слободниот пазар, колку што ме држи сеќавањето од Беслимовски. Тогаш ланските пресметки не се биле точни. Значи, ако регулаторната комисија во државата не може да даде јасна представа колку енергија ќе се троши и колку средства и треба на истата, може да замислите што ќе се случи со останатите институции, со стопанството, со домаќинството и така натаму и така. Значи, барем детално објаснување би дошло добро, доколку тоа го добиеме, ќе биде од корист да се расчитат овие шпекулации. Поспротивно, или ланската, или оваа година не знаете точно да пресметате трошоци. Понатаму ќе ја коментирам инвестиционно одржување и средства. Зголемување 67%. И овде имате дадено генерално одржување на софтверски некои програми, системи и така натаму. И нормално на крајот други услуги за одржување, па нема да знаеме за што се однесуваат. Во ставката други услуги превисоко според мене е поставен износот од 1 милион на денари, ако знаеме дека административната зграда е релативно нова, изградена пред 6 години, ако не се лажам, и ако знаеме дека вакви средства одобруваме инвестирате во тековно одржување, тоа не би требало да се појавува како след во наредната година. Меѓутоа, секоја година го имаме истиот или зголемен износ, без образложение да ни се даде информација дали реално секоја година се расипува нешто таму, паѓа кров или не знам што, или тоа е само дадено како ставка, па понатаму средствата не знаеме на кој начин ќе се дистрибуираат. Телефонски услуги и интернет, износот од 3 милиона и 100 илјади денара, иако нели вака, во државата се крадат милионски суми со евра и недостасуваат и се прават лоши договори, меѓутоа сепак ако ги знаеме тарифите и за телефон и за интернет, ова е превисоко. Не знам на колку линии сте приклучени и кои услуги користите, меѓутоа во споредба со другите институции кои носат вакви финансиски извештаи или ги бараат одобрување на истите, ова е драстично поголемо. За бифе имате зголемување, односно тие се горе-доле истите средства. Не би коментирал. Тоа
може и поинтересно е вака за трачарски коментари, меѓутоа имате одредени средства кои ќе ги потрошите, се надевам дека ќе се во интерес на подобрување на работата на регулаторната комисија, во презентација на државата, во насока на привлекување на странски инвестиции кои би ви помогнале во вашата работа, етаблирање во системите и така натаму, што генерално не го гледаме во овие изминати години. И се добива впечаток дека се повеќе за лични употреби. Наемнини за користење на опрема 400.000 денара. Издавање на лиценци, ова е интересно. Ова се приходи, не се расходи. Очекувате драстично намалување на издавањето на лиценци. Заклучно со 31.9.2022 година, остварени приходи од лиценци се 6.800.000 денара, заокружувам. Тоа се значи дека се издадени 221 лиценца, сега зборам карикирано, затоа што надоместокот за издавање на една лиценца е околу 500 евра. Во наредниот 3 месеци очекувате дополнително нови приходи, односно да издадете 23 лиценци. Доколку во 2022 година се очекува да се заврши со приход од 7.500.000 денара, тоа би значило сумарно 244 лиценци, тогаш се поставува прашањето зошто во 2023 година се планираат 2.800.000 денара, што е во принцип надоместок за 94 лиценци. Ова е една од темите која почесто ја пласирам како теза во моите говори, во рете што се случи тој бран на потражувачка на лиценци за пред се фотоволтаици. И тоа е добро, тоа е зелена, обновлива енергија. Меѓутоа, цело време зборевме за капацитетот на државата во моментот колку може да инсталира такви објекти, односно такви соларни фарми. Би сакал да потврдите тоа што јавно го слушнавме од председателот Беслиновски на медиумите, сепак нели тоа е изјава за медиуми, не е официјална изјава, каде што рече дека овој тренд мора да закучи, да забави, затоа што соодветно капацитетите на нашата дистрибутивна мрежа и соодветно тоа што ние можеме да го пегламе со базична енергија, веќе сме на плафон. Дали ова значи дека вие ги издадовте можните лиценци досега и во иднина Беслимовски кажа дека наредните чинители ќе мора да вградуваат батерии, затоа што кога ќе се создаваат вишоци од сончева енергија, да се складира таа енергија. Меѓутоа знаеме дека тие батерии многу повише коштаат и тродупло ќе ја зголемат самата инвестиција. И тоа е окей. Меѓутоа, мене нешто друго ме буни во целата ова приказка. По која методологија блиски роднини, брачни другари, пријатели на високи функционери први инвестираа во овој бизнес? Дали Беслимовски тоа го знаеше, дали тоа го знаеше владата, па на нив им даде можност, иако знаеме дека многу пријави има за разгледување, им даде можност да први инвестираат и тоа да го направат без тие потребни дополнителни зафати за складирање на енергијата и на тој начин да добијат екстра бизнес во ситуација кога струјата е многу висока, цената на струјата, и на тој начин ги почастивте функционерите од СДСМ и ДУИ да влезат во бизнисот со струја повластено.
затоа што веќе наредните ќе имаат други услови во однос на добивањето на лиценци, односно ќе биде не толку атрактивно, односно на граница на атрактивност, инвестирањето во соларни фарми. Ова е едниот дел од проблемот. Другиот проблем е што повторно, не знам дали се синхронизирани владата и премиерот, односно Министерство за економија. На јавна сцена, имаме стенограми од тоа, премиерот кажа дека оваа година ќе се изгради 3 пати повише соларни фарми. Прашањето дали авионот има пилот. И се најавуваат и странски инвестиции, веќе дел се во процедура. Дали тоа може да го издржи нашиот дистрибутивен систем и енергетски систем? Дали го тоа имате предвидено како регулаторна комисија? Дали ќе дадете лиценци на такви големи играчи? И дали тоа нема да се одржи штетно врз нашиот енергетски систем? Затоа што кога ви зборувавме дека имаме лимитирани услови во овој момент за внесување на соларна енергија, вие се подсмевавте и кажувавте ќе дојдат вакви, онакви инвестиции, меѓутоа гледаме дека сега ситуацијата е нешто сосема друго. Ако ја знаете оваа состојба, должни сте како регулаторна комисија јавно да излезете и да ги кажете реалните состојби, за да не се занесуваат политичарите со бројки кои не се ни оддалеку реални, нити димензионирани, нити согласно било кој законски норми. Расходи за службени патувања 70.000 евра. Во ред, јас имам малку како да кажам, бизнисменско сваќање и на државната работа. Во ред е да се потрошат пари. Меѓутоа да донесете резултати. Да донесете нови системи, да донесете ново знаење. Да ги имплементираме тие нови системи, да го имплементираме тоа ново знаење. Во ситуација кога многу лошо се справуваме со кризата. Кога секој прави што сака, како сака, кога не трујат со неквалитетни горива, кога не трујат со неквалитетен јаглен, кога тој неквалитетен јаглен секојдневно предизвикува хаварии во термоцентралите, кога ни паѓа енергетскиот систем, кога крадеме струја, потенцирам, крадеме струја од европскиот енергетски систем. Се поставува прашањето дали треба реално да ги даваме тие пари за репрезентации, за патување и така натаму. Да се наградат работниците, не да се наградат неработниците и послушниците. Тоа е различно. И затоа велиме дека се многу овие пари, затоа што не испорачувате резултати. Чланарини, зголемување 118%, се надам ќе добиеме одговор детален каде што ќе чланаринате. Околу вработувањето. Беше отворена дилемата дали ќе се 3 или 10 вработувања. Средствата кои ги имате издвоено за зголемување на платите, односно за плати, не зборам зголемување, туку разликата на средства, кои го имате од претходниот финански извештај до овој, тоа се средства кои на просечна плата кај вас од 1000 евра овозможуваат да се вработат 10 вработувања. Прашањето е дали ќе се остварат тие 10 вработувања, председател рече не, ќе бидат 3 вработувања. Тогаш, тоа е едната страна од медалата, вработувањата се зголемуваат, до 2018 имате 22 вработени, 2018-2021 44 вработени,
немам информација 2022 колку реално примавте, требаше да бидат во план 5 вработувања, дали се тоа остварени, и сега новите 3, тоа ќе бидат на некој начин 53 вработувања. Точно е дека би се зголемени надлежностите, меѓутоа и зголемувањето над 100% на вработувањата секако не може да ја изравнете енергијата со водените услуги да и воспоставени базични вработувања од делот на администрација да го поврзете уште една услуга, па 100% ќе ги зголемуваме вработувањата. Остануват да висат одредени средства. Ќе биде коректно ако ни кажете дали ги планирате за зголемување на платите или за бонуси, кога веќе се ставени како ставка. Јас ќе кажам зголемување на платите, затоа што немаме соодветно друг одговор. Во ред се да ги зголемите платите на администрацијата. Меѓутоа не и платата на Беслимовски и на сите околу него кои не допринесуваат со својата плата за подобрување на условите во енергетскиот сектор. Вие имате како регулаторна комисија можност да бидете независни. Ние ко собрање треба да ви ги овозможиме сите услови и да ви ги дадеме најдобрите услови да работите, меѓутоа да работите во интерес на државата. А вака платата останува незаслужена. Затоа што генерално велиме многу сме добри за понадвор, велиме дека добивате награди, дека председателот добива награди, меѓутоа, ако ги погледнете реално состојбите, тоа не е така. Нити сме добри во делот на законодавството, нити сме добри во она што го значи реален енергетски сектор, како сме организирани, колку произведуваме енергија, што и како работат нашите енергетски системи. Од законски аспект, трагично е, се утепавме овде од работејки за да го смениме законот за Агенција за енергетика, да може да биде директор било кој, правник, економист, за да се удоволат некои партиски интереси и повторно и онамо каде што треба да понудиме стручност, секако тоа ќе биде партиско лице, меѓутоа да биде стручен. Ние тоа го суспендираме согласно закон и тука изгубивме многу време. Во однос на законодавството, овде беа од енергетската заедница, од Европската енергетска заедница и далеко сме од тоа да сме добри. Во однос на електрична енергија ни треба доработување на пристап до системот, пазари на големо ни треба доработување, сериозно доработување на регионалната интеграција, безбедност во набавувањето и така натаму и така натаму. Во однос на гасот, раздвојување готово и да немаме, тука сме на 8%, пристап до системот 45%, пазар на големо 20%, пазар на малку сме подобри 85% и така натаму, безбедност на снабдување 48%. Обновливи енергии и овде заустануваме национален акционен план 53%, квалитет на шемите за подршка 68%, административни процедури и гаранции на потекло 68%. Многу заустануваме кај обновливи енергии во транспортот. Енергетска ефикасност и овде заустануваме 50%, животна средина заустануваме, меѓутоа, зашто го кажам ова? Затоа што регулаторна комисија излегува и кажува дека имаме скоцкано се и дека сме шампиони во регионот и дека добиваат награди и дека сме најдобро организирани во сите овие дејности. Меѓутоа, кога ќе дојдат од Европската енергетска заедница, кажуваат дека не сме најдобри и дека не сме скоцкани и дека ни треба многу и во законската регулатива, а овде регулаторната комисија мора да излезе и ова да го каже јавно,
дека владата ова треба да го сработи. Тоа е обврската на регулаторната комисија и на Агенцијата за енергетика да ги излезат и да ги изнесат фактите дека не се завршени работите. Погледнете состојбата и резултатот од сите овие ќе завршам. Овие дејности. Топло ви ја препорачувам да изгледате последната емисија на КОД, сериозни обвинувања, и во делот на мазотот, 20 милиони докажан профит, и во делот на трошење на канцерогени горива, 324 тона не знаеме каде завршиле, и во делот на струјата, 100.000 мегавати струја разлика фалат во системот, и во делот на гасот 4 милиона евра никој ни со прст да мрдне во државата, нити регулаторна комисија, нити обвинителство, нити антикорупцијска, додуша таму рекоа дека ги истражуваат работите. Поентата ми е, колку и да посакате пари, ќе ви се на располагање ако добро работите. Во моментот, во време на кризи, во време на неработење, во време на забушатување на стари долгови на партиски функционери, не го заслужувате ова што го барате. Благодарам.